Советот на општина Битола на денешната седница повторно го разгледуваше извештајот за текот на постапката за воспоставување на јавно-приватно партнерство за ревитализација, модернизација и одржување на уличното осветлување на територијата на општина Битола. Иако за овој извештај се гласаше на претходната седница кога истиот не беше изгласан, градоначалникот го запре објавувањето на одлуката и извештајот беше вратен на повторно разгледување. Комисијата, комуналната комисија со должен респект го разгледа неговото решение, во кој што тој инсистираше на известни погодности кои што овој договор би пружил на граѓаните на општина Битола, и тој инсистираше исто така и да ја сослушаме комисијата која што го спроведуваше тендерот и целата постапка. Ние тоа го направивме, меѓутоа до нови заклучоци не дојдовме. Целосната постапка за воспоставување на јавно-приватно партнерство за одржување на уличното осветлување започна уште во 2012 година, поради што е потребно да се направи нова физибилити студија, велат советниците. Не се работи за незаконска постапка. Да расчистиме во однос на јавноста. Се работи за наше видување како советници дека физибилити студијата која што е изработена во 2013 година не кореспондира со условите во 2016 година. Согласно законските прописи, долго се одвиваше таа постапка за јавно-приватно партнерство и завршување на тој тендер, кој што заврши во 2016 година со нормално извештајот кој што требаше и да го усвоиме на седница на совет, а не го усвоивме со една единствена причина. Станува збор дали треба да се реевалуира физибилити студијата, па со нејзината реевалуација ќе се види дали треба да се изработи нова или некои компоненти кои што во нејзе треба да се променат, па понатаму да се оди наново на нова постапка. Со оглед на новите достигнувања на технологијата и намалувањето на цената на предвиденото лед осветлување, советниците бараат изготвување на нова физибилити студија, па потоа повторно точката да биде ставена на дневен ред на седница на Советот.